Би сакал пред да преминеме на темата, да споделам со вас повод прашањето на Андреј, што би било кога би бил. Има еден многу убав цитат од Елена Вајд, кој што јас го прочитав прв пат пред 3 години, 2019 година, и пред тоа не сум знал за него воопшто. И тој цитат, своевремено планирав да направам проповед во врска со него, меѓутоа, за жал, не се случи тоа. Не се исполнија некои услови кои што планирав во тој контекст да правам тема за тој цитат, но сега сакам само да го споделам и верувам дека ќе ви биде на охрабрување на сите вас. Цитатот вели, малку ќе го парафразирам, не се сеќавам точно како Елена Вајд ги напишала тие зборови, но вели вака: Бог има илјада начини да исполни некоја наша потреба, за кој што ние немаме врска. Немаме, значи, тие 1000 начини, какви се комбинации може да направи Господ, какви све различни историски варианти, а во реалноста се случува само една, за кој што ние немаме врска, немаме абер. Така да не се сомневаме дека во случај Јаков да не направил греф или измама, дека Господ нема да можел да му го даде благословот. Ние, луѓето со нашите ограничени умови, или, како што рече Ајнштајн, односно, како што велат, со 2%, кај Ајнштајн 5%, кај Тесла, ајде нека бидат 7%, по таа логика, но тоа е едноцифрен број, многу ниско, многу мал процент на корисност на нашиот ум во однос на потенцијалот што би можел да го има. Верувам дека така и во нашите животи, да не се сомневаме дека ако ние постапуваме исправно, според Божјата волја, Господ ќе ги исполни нашите потреби. Мене ме радува што денес, иако и денес беше најавено дека мнозина ќе бидат отсутни, сепак сте во голем број, за разлика од пред 2 саботи, кога пред 2 саботи навечер, значи пред 2 саботи навечер, јас бев на катедра, а Раде, Елена, Борче и Зорица беа долу. И јас мислам дека не се сеќавам во животот да имало толку малку, да сум држал проповед на толку малку. Но тоа беше, се разбира, не ја сметаме камерата и не знаеме колку се гледале или допрва ќе гледаат и ќе слушаат. Навистина голем благослов. Денес сакам да продолжам со мислите што тогаш ги споделив. Тогашната тема се викаше блажената почивка. И бидејќи повеќето не бевте присутни, јас ќе повторам некои поважни мисли. Ако сакате, може дома да ја најдете и да ја гледате на YouTube каналот HAC-PPA. Прво поставив прашање, зошто според третата ангелска вест, зошто се блажени мртвите кои што од сега, значи од времето на третата ангелска вест, умираат во Господа. Зошто се тие блажени? Блажен е секој кој што умира во Господа, в било кое време да живеел. Но што е специјално во
пораката која што вели блажени се мртвите кои што од сега умираат во Господа. Што значи тоа од сега, бидејќи пред тие зборови беше третата ангелска вест. Првата, втората, третата ангелска вест во Откровение 14 глава од 6 до 12 стих. И тоа го поврзавме со пораката до црквата во Филаделфија. И јас ќе ја повикам да ги отворите вашите Библии или вашите телефони, кои што има, да го слушаме советот на брат Андреј, да користиме Библија во црква, колку што е можно, а не толку телефоните за библиски текст. Како гласи пораката до црквата во Филаделфија? Откровение 3 глава, ќе почнеме да читаме од 7 стих. Знаете што значи зборот Филаделфија? Толку знаете грчки. Убаво. Филаделфиската црква, заедно со црквата во Смирна, или по турски Измир, се единствените две цркви кои што немаат укор од Господа. За Смирна и за Филаделфија Господ дал само пофалби. Значи, тоа се 2 од 7. За други 4, Ефес, Пергам, Тиатира и Сард, Господ дава и пофалби и укори. И постои само една црква од 7, за кој што Господ дава само укор, без ниту една пофалба. Лаодикеја. Замислите, за Смирна и Филаделфија само пофалби, за другите 4 и укор, но има и по некоја пофалба, а за Лаодикеја само укор. Да прочитаме сега внимателно пораката до Филаделфиската црква. И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му. Што? Вака вели светиот, вистинитиот, оној кој го има клучот Давидов. Што значи ова? Ова не го споменав пред 2 саботи. Што значи ова клучот Давидов? Го разбираме ли овој израз? Каква врска има Давидовото име кога се споменува во Новиот Завет? Или воопшто во Библијата? Каков е тој клуч Давидов? Се разбира, се работи за метафора. На што мисли Господ? Оној кој го има клучот Давидов. Што бил Давид? Првото што ми доаѓа на ум е цар. Значи, бил и поет, псалмопевец, бил и пророк, да, музичар, но она, пошто најмногу се идентификува, е цар. И сега, што значи тоа Давидов клуч? Каде на друго место Господ спомнуваше клучеви, се сеќавате? Клучеви? Кај Петар, кај Свети Петар. Што беше тогаш случај? Блажен си ти,
Симоне, сине Јонин, каде го пишуваше тоа? Во Кесарија Филипова. Ако ме држи добро сеќавањето, треба да е Матеј 16 глава. Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, значи татко му на Петар се викал Јона, како пророкот. Зашто месо и крв не ти го открија тоа што го кажал, дека Исус е Божи син, син на живиот Бог. Месо и крв не ти го открија тоа, туку кој? Мојот Отец кој е на небесата. И тогаш во таа прилика му го дава името Кефа, што потоа на грчки го превеле Петрос, а по наше би било што? Каменко, како они цртани. Зошто? Зошто камен? Ти си камен, и ја ти велам, ти си камен, и на оваа карпа, значи сега, камен и карпа е огромна разлика. На оваа карпа, Исус, тоа што Петар го исповедал, Исус е син на живиот Бог. На оваа карпа ќе изградам црквата своја и вратите на адот нема да можат да ја надвладеат. Понатаму што му вели? И тебе ќе ти ги дадам клучевите. За ова имав своевремено одржано, дали беа 3 или 4 проповеди, беа насловени првиот и вториот клуч. Може да ги најдете во архивата на YouTube каналот HACPPA. Првиот клуч беше во неколку делови, не сеќам дали беше во 2 или 3 дела, а вториот клуч беше само една проповед. И повеќе за клучевите, ако сакате, погледнете ги тие проповеди. Христос ги има клучевите од Божиото царство. Ако се сеќавате, на друго место се представува како оној што го има клучот од што? Од гробот. Клучот од гробот. Клучот од адот. Христос ги има клучевите. Знаете, да имате клуч е битна работа. Битно или не е битно? Битна работа. Сега таму во Ерусалим се караат најразлични, како да ги наречам, дали цркви да ги наречам. Затоа кој ќе го има правото да на владение со некој од светите места. Па се сеќавам дека уште турските власти, читав еднаш, на некое семејство му го доделиле клучот за да ја отвора главната капија од храмот. И сега сите треба да чекаат да дојде тој со клучот да отвори, за да другите влезат. Сите имаме клучеви од станови, од автомобили, од што ли уште не, од сефови, подрум, да, и тоа е важно. Но Господ го има клучот од Божието царство, клучот од гробот, што вие гјаволиве од економскиот форум во Давос го немаат тоа. И замислите, на овој форум отворено призна солунскиот евреин, директорот на Pfizer, дека целта ни е да го намалиме населението на земјата и во голема мера успеавме, вели.
Да. Но Господ ги има клучевите и од гробот. И Господ ги има клучевите од Царството Божио. И понатаму во Филаделфиската црква, кој отвора и никој не може да затвори, и кој затвора и никој не може да отвори. Кога Господ ќе отвори, дали некој може да затвори? Дали Сорос, Морос, Ротшилд, Рокфелер, дали тие можат да затворат кога Господ нешто ќе отвори? Дали нивните шефови можат, кои не се толку познати во јавноста, како нив, дали тие можат да затворат кога Господ нешто ќе отвори? Дали па нивните шефови, кои што тие па не се од крв и месо, вистинските господари на овој свет, дали тие можат да затворат нешто што Господ ќе го отвори? Дали тие можат да отворат нешто што Господ ќе го затвори? Замислете, Ное и неговото семејство влегоа во ковчегот. И Божи ангел што направи? Ја запечати. Ја затвори. Но како ја затвори? Не како сега дат што ја затвори. Оваа врата на излегување. Туку ја затвори така што никој друг не може да ја отвори. И кога почне да врне, што правеше предпотопниот свет? Тропа на вратата да влезат, го молеа, го преколнуваа Ное и неговите синови да ја отворат. Но ниту Ное, ниту неговите не може да ја отворат вратата. Господ ја затвори и само Господ може да ја отвори. И што правеше Ное? После потопот што правеа Ное и неговото семејство внатре во ковчегот? Дали се обидуваа сами да излезат од ковчегот? Не. Чека повторно Божи ангел да ја отвори вратата, за да излезат. Продолжуваме со 8 стих. Ги знам делата твои. Ете ти дадов отворена врата. Значи, зошто се представил како оној што отвора и никој не може да затвори, што затвора и никој не може да отвори? Ете ти дадов отворена врата, што никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое и не одречувај се од името мое. Сега запаметете ги добро зборовите од 9 стих. Ете, ќе направам некој од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, лажните евреи, како оние пред малку што ги споменав. Што? Видите каква сила има царот на царевите. Оној што ги има клучот Давидов. Оној што ја има власта на Божијата држава, на теократијата. Ке направам оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. И сега ја би сакал да ви поставам прашање. Што би сакале? Што би сакале? На која страна би сакале да се најдете? Дали би сакале да бидете дел од светската елита, која што има клучеви од многу богатства, од многу ресурси, клучеви од еден куп политички влади на еден куп банана држави со кои што управуваат, како со своји слуги, со своји измекери, имаат клуч од многу што. Дали би сакале да бидете дел од нив или би сакале да бидете дел од една друга група на која што овие првиве ќе и се поклонат.
и ќе познаат дека Господ те засака. Што е пославно? Ова се прекрасни зборови. 10 стих вели, бидејќи ти го запази словото на трпението мое, и јас ке те запазам од часот на искушението кој ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Ете, доаѓам скоро, држи што имаш, за никој да не го земе венецот твој. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог и нема веќе да излезе надвор. И ќе го напишам на него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име. Интересно е, имам најдено во книгата Рани списи, каде што постои индекс на цитирани стихови од Откровението. Овие зборови, столб во Божиот храм, Елена Вајд ги применува, знаете на кого? Столб во Божиот храм. Што значи ова? Исус вели, оној кој победува ќе те направам столб во храмот. Ве радува вакво нешто? Што е ова? Столб. Добро, и тука не мисли буквално на нешто од мермер или ова тука. Но, што значи тоа? Оно што ја држи црквата, потпора, да. Во Рани списи постои една визија од Елена Вајд, може да се најдете дома да ја прочитате, каде што Господ таа го гледа Божиот народ веќе како живее после второто Христово доаѓање горе во небесниот Ерусалим, и вели надвор од градот на едно риче, на една височинка се наоѓаше храм. И на тој храм, за тој храм Господ Исус се обраќа до целото спасено мноштво, според таа визија на Елена Вајд, и вели дека во овој храм смеат да влезат само 144,000. И после таа го поврзува тоа што го видела во таа своја прва визија со овие зборови: оној кој победува ќе го направам столб во храмот на мојот Бог. Но 144,000 се последната генерација. Тоа се запечатените. Тие се на крајот од времето. Дали Филаделфиската црква се протега до крајот на времето? Која е Филаделфиската црква? Пред 2 саботи кажав, како и порано, дека е погрешно свакањето кое што доминира во и ден-денес во адвентизмот, дека последната Лаодикејска црква, што па множене ја споредуваат со самата деноминација на адвентистите на седмиот ден, започнува 1844 година. Тоа е погрешно. Лаодикеја не започнува 1844 година. Лаодикеја започнува 1856 година, кога Елена Вајд ја примила визија за Лаодикејската порака. 1844 година започнува Филаделфија. Првите адвентисти себе си се поистоветувале со Филаделфиската црква. Најмногу заради тоа, отворената и затворената врата. Господ отворил врата 1844 година,
што никој не може да ја затвори, и затворил една друга врата, која што била отворена до 1844 година, која што повеќе никој не може да ја отвори. На многу места, и во списите на Елена Вајд, и во списите на првите адвентни пионери, ќе ја најдете ова идентификација со отворената и затворената врата, пораката до Филаделфија. И она ветување кажано во 10 стих, бидејќи ти го запази словото на трпението мое, јас ке те запазам од часот на искушението кој ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Кој е овој час на искушението? И што значи Филаделфија да биде заштитена или запазена од часот на искушението? Се враќаме на Откровение, 14 глава. Блажени се мртвите кои што од сега умираат во Господа. Зошто? Бидејќи тие нема да поминат низ часот на искушението. Тоа ветувањето што го дава на Филаделфија. Јас ке те запазам од часот на искушението. Значи, а ако Филаделфија е поштедена и запазена од часот на искушението, тогаш за кого е оставено да помине низ тоа искушение? Лаодикеја. Лошата Лаодикеја. За неја има само укори. За да видите колку првите адвентисти се доживувале себе си како Филаделфија, а не како Лаодикеја, би сакал да споделам со вас зборови што Елена Вајд му ги напишала на еден тогашен верник по име Илај Къртис. Во тоа нејзино писмо од 1847 година, кое што првпат било објавено во еден трактат, еден од раните списи на Елена Вајд, насловен како Слово до малото стадо, таа ги кажува следните зборови. Ке го цитираме само дело што се однесува до пораката до Филаделфиската црква, но не целата порака, туку само она што е споменато во 9 стих. Да го прочитаме уште еднаш 9 стих. Исус вели: ете ќе направам некои од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Во врска со ова, Елена Вајд ги кажува следните зборови. Значи му се обраќа на тој брат Илај Къртис и му вели: ти мислиш дека оние кои што ќе паднат и ќе се поклонат пред нозете на светиите, и потоа во заграда Откровение 3.9, значи овие зборови, на крај ќе бидат спасени. Значи, овој брат Илај Къртис мислел дека овие од лажниве евреи од сатанската синагога, кои што ќе дојдат и ќе се поклонат пред нозете на светиите, конкретно на Филаделфиската црква, на крај ќе бидат спасени. Значи, во тоа нивно поклонување пред нозете на светиите, а светиите се последната генерација, запечатениот народ, 144.000, тие се светиите. Тој мисля дека во чинот, кога овие се поклонуваат пред нив,
дека со тоа како да изразуваат покаяние, како со тоа да изразуваат, значи, нешто што ги води кон спасение. Но дали е тоа така? Дали ако некој во времето на големите неволји, во времето кога остатокот, 144.000 се запечатени, а оние другите што живеат на земјата се што? Ако овие се запечатени, другите што живеат на земјата се што? Жигосани. Дали во тоа време, ако некој жигосан, па нека биде и некој од елитата на светот, и тие се сите жигосани, тие први се жигосуваат. Дали ако некој од нив дојде и се поклони на запечатените во тоа време, ќе биде спасен, затоа што се поклонил на Божиот народ. Не, зошто? Не зашто нема веќе милост. Кога е веќе ставен Божиот печат, кога е веќе жигосан некој, нема промена на состојбата. Кој е свет, се посветува уште и понатаму. Кој е поган, се опоганува уште и понатаму. И Елен Вајд вели, мора да во ова нешто, мора да се разликувам од тебе. И понатаму вели, бидејќи Бог ми покажа дека оваа класа, значи лажниот евреи, од сатанската синагога, замислите какви зборови, употреби Христос. Елен Вајд вели, Бог ми покажа дека оваа класа представуваат или биле декларативни адвентисти, кои што отпаднале и одново го распнале Синот Божии и го изложиле на срам, на јавен срам. И во часот на искушението, кој што е се уште во иднина, и кој што ќе го покаже карактерот, вестинскиот карактер на секој човек. Тие, значи оние што ќе се поклонат пред нозите на светиите, ќе знаат дека се засекогаш изгубени. И обземени со душевна агонија, со тежок очај, ќе паднат и ќе се поклонат пред нозете на светиите. Затворен цитат. Со ова сакав само да ви покажам колку дури и во визиите на Елена Вајд, бидејќи тука вели Господ ми покажа, Божиот народ, особено запечатениот остаток, се поистоветува со Филаделфија. Не со Лаодикеја. Зошто? Затоа што Лаодикеецот, оној што е кандидат да биде исплукан од Христовата уста, тој не може да биде запечатен. Што е Филаделфија, а што е Лаодикеја? Филаделфија, според ова, се во братска љубов и исполнети со Светиот Дух, верни, оправдани и посветени адвентисти. Што е Лаодикеја? Сите млаки, самоправедни, отпаднати адвентисти. Сега, применето само на адвентистите. Инако може да се примени на еден куп денешни христијани од другите заедници и ден денес.
Во овој цитат што ви го споделив, Елена Вајд користи еден речник кој што се наоѓа запишен во Павлови зборови во посланието до евреите, и со тоа ќе завршам. Евреите 6 глава од 4 до 6 стих. Евреите 6 глава од 4 до 6 стих. Ако имате Библија, читете. Апостол Павле вели: зашто оние кои еднаш се просветија или посветија и вкусија од небесниот дар и станаа соучесници на Светиот Дух и откако вкусија од убавата Божја реч и од силите на идниот век, Царството Божјо, Давидовиот клуч. Ако некој што веќе се посветија со сите овие силни благослови, а потоа отпаднаа, што вели апостол Павле? Не е можно повторно да бидат обновени за покаяние, штом повторно во себе си го распнуваат Синот Божи и го хулат. Замислите. А се сеќавате на другите, може би попознати зборови, Евреите 10 глава, 28, не, 20, од 26 стих, па натаму. 10 глава, 26 стих. Зашто ако откако ја познавме вистината, или оно што Павле во 6 глава го нарече откако некои се просветија, своеволно продолжуваме да грешиме, ова го прави новата теологија, таа дури труби од катедри дека ќе си грешиме, нема чаре за тоа, до второто Христово доаѓање ќе си грешиме, значи ќе бидеме и жигосани, ќе бидеме и проклети и ќе отидеме и по ѓаволите. А мнозина од нас и ќе се поклонат пред нозете на запечатените свети, но џабе тоа нема да не спаси. Тоа ќе биде само признание дека отпаднавме од вистината, поучувавме зло, ерес и беззаконие и не се покајавме благовремено, додека постоеше милост. Но што ќе се покајат? Тие што еднаш ја запознале вистината, се просветија, вкусиле од небесниот дар, станаа учесници на Светиот Дух, силите на идниот век, ако тогаш отпаднат, или тука, ако своеволно продолжуваме да грешиме, тогаш нема веќе жртва за грев, туку страшно очекување на суд и јаростен оган што ќе ги проголта противниците. Бидејќи ако оној што го прекршил Мојсеевиот закон пред двајца или тројца сведоци, безмилосно се казнува со смрт, тогаш колку ли потешка казна мислите ќе заслужи оној што го погазил Синот Божiji и ја осквернил крвта на заветот преку која е осветен и го похулил духот на благодат. Страшни зборови. Овие зборови се напишани и за сите денешни екуменистички теолози, особено за теолозите, магистрите, докторите на новата теологија, кои што проповедаат ерес, проповедаат грев. Наместо Христовото, оно што ќе победи,
Тие велат, никој нема да победи, сите сме поразени. И сите ќе бидеме поразени. На она што Господ го кажува, ти да одрекуваш. А она што јас го кажувам, па некој нихат од оздола да ми одрекува, не е толку страшно. Ама, она што Господ го кажува, теолозите го одрекуваат, не е така. Не е така. А како е? Ако не е така, како што сакаат ѓаволите. Страшни зборови. За таквите веќе нема жртва за грев. За таквите веќе не е можно да се обрнат кон покаяние. И како поинаку се нарекува таа состојба од Евангелијата, тие похулиле на Светиот Дух, или како што вели апостол Павле тука во Евреите 10 глава, го распна одново Синот Божи и Духот на благодатта, тоа е Светиот Дух, похулија на него. Зошто? Затоа што откако беа просветлени, своеволно избрале грев. Откако беа просветлени, не пред да бидам просветлен. Еден куп гревови, колку сакаш гревови да си бил и гонител на црквата Божија, жив ѓавол да си бил, пред да бидеш просветлен, Господ сето тоа што вели. Сето тоа е простено. Но откако се просветливме, отпаднеме, или своеволно продолжуваме да грешиме, своеволно бираме грев, нема повеќе жртва за грев. Нема повеќе покаяние, нема повеќе спасение. Туку само страшен суд. Хула на Светиот Дух. Дали се разбирате зошто ѓаволот и демоните не можат да се покајат? Зошто не можат да се покајат? Зошто не можат да бидат спасени? Не можат да бидат спасени затоа што не можат да се покајат. Замислите, кога ѓаволот и демоните денес би се покајале за се што до сега направиле, дали Господ би ги примил назад? Да. Што е проблемот? Што не можат да се покајат. Зошто не можат да се покајат? Затоа што избрале да грешат против Бога, избрале да се свртат против Бога и против Христа, откако што? Откако претходно биле просветлени, откако знаеле за тоа кој е Бог, знаеле кој е неговата слава, неговото величие, неговата светост. Луцифер сето тоа го знаел, тој бил најблизок до Божиот престол, до Божијата слава и своеволно се побунил против Бога. Нема покаяние. Колку е таа страшна состојба, ако откако бевме просветлени, измиени, оправдани, благословени, тогаш ако се свртиме против Бога, тогаш ако повторно избереме да грешиме, да живееме грешен живот, ние ќе бидеме како ѓаволот и демоните. Ќе похулиме на Светиот Дух и повеќе нема да има покаяние. Нека Господ не заштити од оваа страшна состојба, да разбереме дека пораката до Лаодикеја е повик за покаяние и кога Лаодикејцот ќе се покае, што ќе се случи со него? Станува Филаделфија. Кога Лаодикејцот ќе се покае, ако се покае, Господ само ја упатува пораката, не ни се вели дали ќе се покае. Но веруваме додека постои милост, може да се покае. Или ако некој се уште не похулил на Светиот Дух, може да се покае. Тој станува Филаделфија.
дури и запечатениот последен остаток, 144.000, тие се вбројуваат во Филаделфија, не во Лаодикеја. Тие се столбовите на Божиот храм. Само тие можат да влезат во Божиот храм на новата земја. А Лаодикеја, онаа што нема да се, сите што нема да се покајат, а ќе бидат живи, тие ќе поминат низ чашот на искушението. И часот на искушението, тој голем испит, ќе покаже чие и какво е делото на секој човек, карактерот на секој човек, како што читавме од Елена Вајд. Нема тогаш да вредат дипломи, нема да вредат човечки слави, нема да вредат титули. Искушението ќе покаже каков сум. Огнот ќе испита дали сум злато или канта тропа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.